Личната царя ќерка и симиџиџето. Чита Александар Становиков. Си било едно момче главено на симиџи и си продавало помали по чаршија симиди. Чунки не пара му се продавале симидите низ градо, тргнало да оди и по селата за како од како да продади поеќе симиди, за да го благодари мајстора си и да земи од мајстора му некој арен благослов. И за вистина, многу се благодарил мајстор му и си менјал капата од главата, да го благошал Ашкол Сумбрекалфа му велел со продавањето твое на симидите. Да знаеш, синко, од ти човек ќе бидиш. И ти како мене и повелико илјада пати и со стребрени и позлачени лајци да сркаш. Ете толку ти велам, синко, и поеќе Господ нека те возвеличи. Амин. Од тој благослов што го слушало момчето, голема радост имаше и со голем ќеф работеше у мајстора си. Одејќи по околните села од градо, му текнало еднаш за да оди во некоја висока планина кај што работеле некои работници за да продаи многу симиди. Одејќи низ планината, дошол да врви низ еден темен дол и глув джин немал, дури за 300 страои бил. Гледајќи оддесно и одлево во долиштето, туку еве ти една баба кај седит пред еден чекрак позлаќен, што сам си предел лем, дури да ти е мило и драго да го гледаш. Со здравје, бре, момче, му рекла старата. Што е тоа што носиш на глава? Ела ваму да видам, ела и не бој се. И како да му беше троа страф од бабата, чунки била со косите растурени, арно ама сакало, нечело, ќе се вратило и се вратило. Симиди топли имам, бабо, ја рекол. Повели, земи си и касни си некој, ти се топли. Арно, бре, момче, да каснам и велиш, му рекла. Ами што немам пари да ти платам после? Здравје, мајче, здравје. Ако немаш пари, ти биди ми жива, ја рекол симиџијата и ја сложило тавлата пред неа да јади. Момче, бре, јај прво да се пазариме, да после симиде да јадам, му рекла. Арно, мајко, ја рекло. Ај да се пазариме, лели сакаш? Која така, ај ќе ти го дам овој чекрак што преди сам, за која ќе се жениш да е преди ледна невеста ти. Колку симиди ќе ми даиш да изеам за да ти го дам? Колку ќе можеш, мајко, да изеиш? Ја рекло, толку изеј си и дај ми го чекракот за да речам Бог да прости мајка ти и татко ти што те родиле. Не бујрум, јади дестур, колку ти носи утробата. Се курдисала бабата да јади и јала, дури 3-4 изела и му го дала чекрако, здиплен во една кутија, колку да се носи в пазуа. Збогум, бабо, ја рекло и си кренало таблата нагла, да се вратило и на друго место и беше испродало симидите. Си отишло дома и го скрило чекрко. Другиот ден, пак отишол симиџијата со симиди во истата планина и, врвејќи низ темниот дол, видел од другата страна едно дервишиште со косите растресени за страве Божи, седнат на една зелена трева под едно дрво шаторесто и пред него имало една позлаќена тепсија, сета со бесценети камења редена и со бисери низана. Око да не одвратиш од неа од гледање, од убаината неизина. Мол скотеше, како која сонце да грееше од неа во тој темничав дол. Господи, дали ќе имам късмет да ја вчепкам онаа тепсија? Си рекло само со себе. Дај да умрам да не жалам. На тоа мислење и го видел дервишот и му рекол. Каде со здравје, бре, момче? Ја ела ваму да видам што носиш во таблата нагла. Аз ли и момчето тоа бараше да го викни и му се вратило, да му ја симнало таблата од главата пред него и му ја отскрило симидите да ја види. Еве што носам, дервиш баба, му рекло. Симиди топли, повели, земи си некој касни, оти топли си и меки, тамам као за тебе стар човек. Арно, ама
Прво треба да се погодиме, да после да каснам. Лели, велиш да се пазариме, дервиш баба, да се пазариме и толку, му рекло момчето. Колку симиди ќе ми даиш да ти ја дам оваа тепсија? Колку ќе можеш да изеиш, дервиш баба, му рекол. И колку сакаш земи си. Кога зел тој изим дервишот од симиджичето, му се навртел на топлите симиди да јади. Тоа ти јал, дури 5-6 беше изел и толку. После ја здиплил тепсијата во една кутија и му ја дал на момчето да си ја земи. На тија, момче, синијава и ала версани како цар да седиш и да вечераш на неа, му рекол дервишот. Си ја втупило в пазва тепсијата и си кренало наглаа таблата со симидите и збогу му рекло на дервишот и си отишло дома да си ја скрило и синијата в ковчег. Третиот ден пак дигнало таблата со симиди нагла и право тргнало пак во планината кај темниот дол да врви и се опулило од десно и одлево, арно ама не видело ни баба, ни дервиш, ама чул еден глас од зад него да му вика: Оре, момче, ја врати се назад да видам што носиш во таблата на глава покриено. Едно чуло гласот момчето и се свртело да види кој го викат. Кога гледат еден араб кој си седел на една рамна рудина и пред него е една позлаќена квачка со 12 пилиња и тие позлаќени сите петровчиња, тамам за колење. Тие петлиња и тие јаричиња да ти е мило да ги гледаш. Турли бои на пердуите, од светлината на пердуите како сонце молскотело. Квачката и вабела и му кткала за да јадат, а пилците пивкале и по некој од петлињата си пропеало тој пусти глас од петлињата што имало ни било, ни ќе биде, толку убаво што пееле. Одејќи си меѓичито тамо, се здравоживале и му ја симнало таблата пред арапо со симидите и го поканило да јади од симидите. Повеле стрико, касни си од симидите, дури се топли. О, момче, ти благодарам, му рекол арапо, на често што ми ја правиш, и ја дури не се пазариме, нема да јадам. Колку симиди ќе ми даиш да изеам, за да ти ја давам квачкава со 12 пилиња? Колку да можеш да јаиш, стрико, му рекло момчето, толку ќе ти дадам и уште поеќе. Се навртел арапо на симитите да јади и јал, 6-7 симити беше изел и беше се најал. Да си ми жив, бре симиджио, му рекол арапо, што те донесе овде Господ во оваа пустелија кај што не стапила нога човечка годиње и да ми донесиш овие топли симиди да каснам. Ај, повели, земи оваа квачка со 12 пилиња, нека ти се најди кога ќе се жениш, да ја радуваш невестата ти што ќе земиш. Благодарам ти, стрико, му рекло момчето, на бакшишот што ми го даваш и с Богом, стрико, седи ми со здравје. Си собрало пилците и квачката во една кутија, да си клало во джебо и си дошло од дома, да си ја клал кутијата во ковчего и си отишол кај местора си. Другиот ден пак отишло со симиди в планина да прода, чунки му се засладило од бакшишите што и доби. Врвејќи низ долот, разгледал насекаде за да види пак некој од тие што го подарија, не видел. Тамам да го изврти долот и еве ти една девојка кај седи под едно дрво на зелената трева што била со секакви миризливи цвеќиња. Девојката била како некое сонце огреано, таа коса што имало позлаќена и долга до земи, во што да бараш кусур немала. Пред неа стоела една урка позлаќена на едно столче, а и тоа позлаќено. Урката сама си предела. На тоа згора, момчето не дочекало таа да го викни, како што го викнаа понапре старата дервишот и арапот, ами само тоа е рекло: Добро утро, убава девојко, дали ти тектало да касниш некој симит топол, та да се вратам и да ти подарам? Ај, врати се, момче, врати се, му рекла девојката, и донеси да видам што имаш во таблата. Се вратило момчето
И откога се поздравило со девојката и ја сложило таблата пред неа со симидите, еве што продавам, девојко, ја рекло. Симиди топли, повели, касни си некој да види што се убави. Арно да каснам, бре момче, туку треба прво да пазариме, да после да јадиме. Добро, да пазариме, лели сакаш, му рекло симиџичето. Џадом, арно е да пазариме, ами што немам пари да ти дам? Трам, па ако сакаш да направиме сурка. Колку симиди ќе ми даиш за неа да ти ја дам? Колку ќе можеш да јадиш, толку ти давам, девојко, ја рекло симиџичето. Кога чула девојката тој збор од момчето, зела да јади од симидите и јала, дури 7-8 симиди и толку. Зела урката и ја собрала во една позлаќена кутија со семати столче, та му ја дала и му рекла: нати оваа урка позлаќена, момче, да ти се најди и да ја преди на невестата како на некоја царица. Во тоа време, момчето си помислило да ја речи со некој марифет за да ја земит неа за невеста. Арно, ама од страм не можело да ја речи и туку на часо беше се завила една виулица околу девојката и е кренало на облаци. Кога видело симиџичето, се зачудило и си рекло само со себе: бре, Анасон, оваа девојка зар била самовила, па јас сакав да ја сакам за невеста. Арно е човек веднаш ништо да не зборува, дури не број 10. Ако бев ја рекол да ја земам, еден Господ знае како ќе ми речеше и што ќе ми направеше. Мислејќи си така, момчето си тргнало за дома да си иди и се одбило на некоја страна по некој села и испродало симидите и си ошло прво дома, да си ја скрило урката во ковчего и си ошло кај мајстора си. Утрото пак отишло во планината и, врвејќи по долиштето, се пулело насекаде да биде пак некој како напред. Арно, ама го измина долот од крај в крај и се вратило назад. Неколку пати така направило, а арно, ама ништо не видело и откога се уверило ти немало ништо, се вратило назад и си дошло при мајстора си. Една недела со ред што оди симиџичето тамо, ништо веќе не видело и се арнисало за да одит. Работило што работило у мајстора си момчето уште некоја година и посакало да излези од мајстора си. Си зело есапо и се излегло, та си отишло дома. Сичичките пари што беше спечалило му и дало на мајка си. Кога видела мајка му толкова пари многу, го спојмела да го жени. Ај бре, синче, да ми те женам, за да видам радост. Еве, времето веќе ти дојде и ти замина. Другарите твои се ожени и деца изродија, а ти уште ерџен кај си ми. Мајко, јас ќе се женам, ама сакам да земам девојка, што око човечко не видело, што да прилега за царица. Тоа нешто е го велело на мајка си како на шака, а арнома тој е го велел за вистина. Чунки царот од таа царштина кај што живеело момчето имал една ќерка за мажење, што око човечко не беше ја видело. И едно утро беше се спремало и беше си зело родано тепсијата, квачката и урката, та беше отишло во царскиот град за да ја изложи цареа ќерка и да ја земи за невеста ако е кабил. Одејќи момчето во царскиот град, прошетало некој ден низ градот и откога го изучи Сарајо, а најпоеќе од ајата што седела цареа ќерка, си пазарил еден дуќан да седи момчето и да работи од секакви занаати. На дуќанот згора имало една убава одаја што била спроти од ајата од цареа ќерка. Седнало во дуќанот момчето ќе работи нешто и со прво ватило да прави чекркот. Работила некоја недела, делкало ѓоа нешто од чекркот да прави ти, еден ден направил едно нешто од чекркот, од роданот ден, и го кладе во рафто да стои. По некој ден направил друго нешто од родано и него го клал во рафтот.
Бидејќи нов дуќанџија беше момчето, секој кој ќе поминел и ќе се вратил и ќе го прашал што ќе работи. Момчето му велело, оти ќе правело чекрак сам да преди. Врвејќи пред дуќанот од момчето, лајките од царја ќерка видоа некој од тие парчиња од Родано и чуја која велеше момчето ти ќе прави Родан сам да преди и одејќа лајките кај царја ќерка ја кажале за тоа нешто. Кога чула царја ќерка тоа нешто, клала мерак да го види Родано и секој ден и праќала лајките да видат дали на вистина ќе направи Родан сам да предал. Али лажи, за неа да ја види со некој таков марифет. Едно утро го курдисало Родано на пенџерето во одајата за сам да преди. Како секој утро што погледувала царја ќерка во пенџерињата од одајата на момчето, така и тоа утро погледала и што да види, брате мило? Родан позлатен да свети како сонце на огревање, туку се вртел и сам си предел да предал. Ах, Боженце мило, што беше она чудно чудо, си рекла сама со себе. Што не било да биде? Сам Родан да преди. Ја го купувам, ја ќе умрам. Брго ја викнала една од лајките и ја пуштила кај момчето за да го праша колку пари е сакат на царја ќерка да ја го продај. Отишла лајката кај момчето и го прашала. Абре момче, колку пари е сакаш на царја ќерка за Родано да ја го продаиш? Со пари не го продавам девојко, да ја речиш на царја ќерка. Отишла лајката кај царја ќерка и ја кажала оти со пари не го продавало. Пак ја пратила да го праша и тога ја рекло момчето да дојди сама царја ќерка у него во одајата само да ја видит и без пари ќе го дајт. Проклето момче, пак имат некој марифет за да ми правит, си рекла сама. Што ме сака тамо да одам и само да ме видит, бадијава ќе ми го дајт Родано. Тоа саде не бидува да ми прости. Оди му реалајќи кај она момче што го има Родано и да му речиш колку за да ја видиш царја ќерка, да си измиеш рацете со расолница, да после да ја видиш. Колку момчиња сакале да ја видат и колку пари поарџиле и пак не ја виделе. Да ти сакаш да ја видиш за еден Родан? На тие збори од лајката што му и рекла, ич не се докачало момчето, ами се изнасмеало и ништо не е рекло, ами често ја испратило. Си ошла лајката и ја кажала на царја ќеркот и момчето само се насмеало и не се докачило од зборовите што му и рекла. При се што царја ќерка таквие зборови му пратила на момчето, пак ката утро се пулела во од момчето одајата да го гледа Родано кај седи, кај преди сам. Ах, Боженце мој, дали ќе го клавам врака оној Родан, дали ќе умрам? Оди му реалајко кај Роданџичето и кажи му нека го донеси овде и нека го види дека ме види за да ми го дајте. Отрчала лајката и го викнала момчето царја ќерка. Кога влегла момчето во одајата од царја ќерка и ја видело лицето, на големо чудо станало од убаината неизина. Момче, али ме виде? Дај го сега Родано и ој си да направиш некој друг марифет и пак да ме видиш. Ја го остил Родано момчето и си отишло надуќан. Курдисало да ја прави тепсијата и ја клало на пенџере да ја гледа царја ќерка. Едно утро кога беше ја видело тепсијата да молскоти, на чудо беше станала и брго ја пуштила лајката царја ќерка да ја донеси тепсијата момчето. Што му рекла лајката на момчето и тоа отишло. Момче, ќе ми ја продиш таја тепсија, али ќе ме видиш пак и да ми ја даиш. Тие зборови која му и велела царја ќерка била скриена. Ти ја давам, убава девојко, е рекол, ама ако се слечиш до гради да те видам. Море, ако сакаш сета гола види ме и никаква фајда ти ќе немаш, си рекла сама со себе. Само дај ја тепсијата ти. Му се слекла и му ја зела тепсијата.
По некој ден ја курдиса квачката со пилците и едно ја видела цареја ќерка, пратила лајката и го викнала, таму ја зела од кога ја слекол до појас гола. Најпосле ја курдиса урката и кога ја видела цареја ќерка, срце беше ја ватило за неа и брго беше испратила лајката да го викат момчето со сеурката да му ја купи. Арно, ама, момчето отишло без урка. Камо ја урката, момче? Му рекла. Оти не ја донесе овде. Урката ќе биде за невестата моја која ќе се жена, ја рекла. Ќерка, затоа не ја донесов. И си ошло надуќен да си седи, ѓоа нешто да работи. Поминало некое време и се прочула цареја ќерка за родено позлатин и друзите работи по сите царштиње, а најпоеќе за незината убајна што ја имала, та му дојдоа од сите царски синови и стројници да ја сакаат. Едни ја сакале со арно, а друзи со лошо, што му се фалеле, ако ја не му дајат на филјан цар, ќе отворил дженг со татко е на девојката. Кога виде и чу татко е тие абери, бај ги беше се уплашил и измислил еден маривет да се куртулиса од белјата и му рекол на стројниците: слушете вамо, стројници, јас ќерка ми ќе му ја дам на тоа момче што ќе може да ја погоди што нишан има на снагата. Се расчул тој збор од царот по сите царски синови и распратија луѓе во царскиот град и во друзи градови и села да прашаат што нишан има цареја ќерка. Праша пратениците од царските синови по сите градови и села, нигде човек не најдоа да знаат што нишан има цареја ќерка, чунки никој не беше ја видел од кога беше се родила. Од кога видеот и не може да најдат човек што да му кажи што нишан има цареја ќерка, измислија со лага да ја погодуваат нишано и му ошле на царот да му погодуваат. Влегол при царот еден царски син, посакал да му го погоди нишанот. Слушај ваму, момче, му рекол царот на царскиот син. Ако ја го погодиш нишанот на ќерка ми, ќе ти ја давам за невеста, ама ако не ја го погодиш, ќе ти ја сечам главата. Ете, тој ми е законот. Сега мисли и кажувај што нишан имат ќерка ми. Кога чул царскиот син тој збор од царот, си наведил главата и молчејќи си излегол надвор застрамен. Момчиња царски синови, знаете што ми рече царот? Му рекол на друзите царски синови што чекале надвор да влегуваат. Ако знаеш да ја го погодиш нишанот на ќерка ми, ќе ти ја дам, ама ако не можеш, главата ќе ти ја сечам. Велејќи царот тој збор, се уплашив и се излегов страмен. Да и вие, пријатели, мислете сега и влегујте кај царот да погодувате по тавмин, страмни ќе се излезете. Поарно не влегујте, одошто ќе влезете. Кога чуја тој збор царските синови, сите се омрслаеле и замафтале со главите. Тука било и Симиџичето за сеир да гледа и му се пофалило на царските синови, и тој ја го познал нишанот на царската ќерка и тој ќе излегол пред царот за да му каже: арно, ама кој знае дали ќе му ја дај тако е сиромав. Царот не гледа на сиромав и на богат, му рекле царските синови на Симиџичето. Ами тој си го дал зборот по цела држава негова и по целата земја, за кое момче ќе го погоди што нишан има ќерка му, нему ќе му ја дајал. Ете така кажал момче. Царот: и ако знаеш што нишан има цареја ќерка на здраво, влегуј кај царот и кажи му да му ја земиш барем ти, да ако си сиромав и со тебе ние ќе си го покриеме страмот, чунти не ќеше да ја дајат на царски синови приказани, без да ја гаѓаат нишанот, да ја даде на еден сиромав. На тие збори Симиџичето му се шукнал кај царот и откога му се поклонило, му рекло: честити царе, јас сум чул, оти ти си издал еден збор од устата твоја и верувам оти тој збор што излегува од твојата уста назад не се враќа. Така си ет, момче, му рекол царот. И кажуј, што сакаш да кажеш?
Кажувањето моје честити царе, занишено од ќерките да ја го погодам. Слушај вамо, момче, му рекол царот. Слободен си да ја го гаѓаш нишано од ќерка ми и ако ја погодиш, без друго ќе ти ја дам. Ама, ако не ја го погодиш, на часот главата ќе ти ја скастрам. Повелата е ваша, честити цар. Сега узнав, од изборот твој назад не се враќа. Ќерка ти твоја, честити царе, нишан чуден има на десната боска. Една брадајца бисерна и на брадајцата 3 влакна позлатени. Ако е така, честити царе, дај ми ја за невеста, а ако па не е така, сечи ми ја главата. Кога чул царот тој збор од момчето, веднаш ја донесол ќерка си од другата одаја и му ја дал за невеста. Кога го видела цареа ќерка него, многу се израдувала, чунки ќе ја даело јурката. Кордисал царот свадба како на цар што да прилега и си ја венчало симиџијата да си се сторил царев зет. Си ја довикнала и мајка си и си живееле царски и господарски. А по смртта на царот се воцарило симиџичето. Ете, кога да му помага късмето на човека, како се прави од симиџија на цар и господар, ама да е ти од мајстор благословен.